Организирање така наречени паркобрани, гушкање дрва и критики за загаденост во Македонија беа секојдневна гледка за јавноста се до 2017-та. Се додека тогашната опозиција не стана власт, па од тогаш повеќе не гушкаат дрвја. Откако се вдомија во удобните канцеларии, изгледа полесно дишат, па заборавија на заложбите за здрава животна средина, но не заборавија да ја укинат масовната граѓанска акција Ден на дрвото, на што еколозите остро реагираа. Реагираат и граѓаните, кои се разочарани од негрижата на власта за животната средина. Што мислите, дали државата се грижи доволно за животната средина, за екологијата? Како не се грижат? Абе за све се грижат они. Нема за нешто што не се грижат. Не се грижи за ништо, да ја пофали. Водата ни јако бев дете се бањавме во Пчиње. И Вардар беше, а од Пчиње па пиевме. А сега каква е? Не се грижи за ништо. Држава немаме. Почвата е загадена, воздух е загадено. Нема ништо, идем на лекар, грло ме фаќа. Зграда до зграда е, нема каде да влезе воздух да прочисти. Во главниот град, една од критичните точки е пропаднатата фабрика Охис, за која власта се фалеше оти ги чистеле депониите од Линдан, но реалната слика е дека процесот е далеку од завршен. Само во поранешниот хемиски гигант Охис има закопано 10.000 тони опасен отпад, за кој се уште не е познато какви штетни влијанија има врз почвата, подземните води и околните населби. Освен Линдан, анализите во околината на фабриката покажале дека во почвата има присуство и на жива. Од Министерството за животна средина вела дека досега од Охис се отстранети 1600 тони опасен отпад и нешто над 300 тони контаминирана земја. Остануваат уште околу 2000 тони контаминиран материјал да се ископа, спакува и транспортира. Според естимациите во студиите има уште околу 1300 тони почва под депонијата, но точните количини ќе се знаат во текот на ископот на останатиот дел од депонијата. Се планира до јуни да се заврши лот 3, во тек е одобрување на планот за ремедиација на лот 4. Професорот по хемија Трајче Стафилов вели дека најкритични се оние локации каде е депониран индустријски отпад од фабриките кои се затворени по распадот на СФРЈ. Тука би ги истакнал проблемот со Охис, со депонијата на хексахлороциклохексаните. Тие депонии ги викаме депонии на Линдан, ама таму има најмалку Линдан, но создадени се при производството на Линдан како пестицид, па споредните други производи кои што исто толку се токсични. Треба уште многу да работиме, ако можеме и побрзо ако имаме средства, не дека има. Бари има и други алтернативни решенија, привремени, покривање или слично, но немаме такви активности за сега. Па додека Охис и жителите на Киселавода чекаат некои подобри времиња за да се реши овој проблем, главниот град се соочува и со друг, задушен во бетон со огромни згради или двоградби кои не дозволуваат провев. Но Скопје и покрај тоа што од година во година е на врвот на светските листи по загаденост, не е единствен во Македонија. Познати се уште 13 критични точки. Професорот Стафилов вели дека ретки позитивни примери кои работат по сите еколошки стандарди се приватните рудници кои имаат национални концесии, но истото не може да се каже и за државните фабрики. Депонијата на Троска, создадена од работата на топилницата во Велес, која што е практично во градот, која што има околу 2 милиони тони троска, богата со голем број на потенцијално токсични тешки метали. И таа не е покриена, загадени се почвите во Велес и во околината, земјоделските производи. Таа е настаната пред 30-40 години, како таква и го загадува градот и така. Нашите испитувања на прашина од куќи кои што сме ги земале пред известно време покажа присуство на прашина богата со овакви тешки токсични метали. Алармантна е состојбата и со огромните депонии од троска, создадени од работата на Југохром и Силмак во Јегуновце. Тие се наоѓаат над подземното езеро кое го снабдува со вода питкиот извор Расче, потенцијална еколошка катастрофа која што е прашање на време кога ќе се случи. Покрај овие индустријски депонии, јавноста постојано е сведок на нови диви депонии, чие решение беше предизборно ветување на власта со кое тешко успеваат да се справат. Ке изградиме регионални центри за управување со отпадот во 3 региони. Ке изградиме пречистителни станици за третман на отпадните води. Ке обезбедиме поволни кредити за замена на еколошки застарени технологии. Ова се само дел од ветувањата во планот за живот, кои повеќе од 7 години подоцна останаа само на ке. Покрај почвата, подземните води и воздухот, со еколошка катастрофа се соочува и второто најголемо природно езеро во Македонија, Преспанското, кој изгуби повеќе од 10 метри од својата висина. За справување со овие проблеми, власта единствено воведе такса за користење на најлонски кеси, но овие пари немаат јасен трак за што се употребуваат.